таговни и весели песни. Мислам дека тоа дружење, тоа пеење, тоа неговиот тој убав, прекрасен глас и тие негови песни, што ги научив јас во интерпретациите на многу концерти низ Македонијава па и надвор, сите ми велат: чекај да го чуеме ова е бадерско пеење. И така да моето другарување траеше вистина кратко со Бадев. Смртта нема граници, не знае кога ќе прекине и кога ќе заврши, така да он се оддели од нас, меѓутоа еве јас лично живеам со песните од Никола Бадев, со неговиот убав бекамлиски глас и токму оваа третава касета која ќе ја снимам, односно која сега во моментов работам на незе, на пола се некаде песниве, ги пеам токму неговите песни и мојава трета касета ќе ги носи точно песните што ги има испеано Никола Бадев. И сакам да спомнам и ова дека ја имав таа чест да за македонската радио и телевизија ги преснимам неговите песни, пак досега во моето досие во Македонската куќа постојат над 30 препеани песни од Бадев. За да можеме уште подобро да се запознаеме со ликот на
радио и естрадниот уметник Никола Бадев. И за да нема празнини во оценувањето на сите негови заслуги, потребно е да се навратиме кон времето кога тој се појави, времето кога Македонија за прв пат доби еден поопшто признат статус на држава, време кога во Македонија се формираа повеќе институции, а пред се оние што се занимаваат со фолклорот, како што Институтот за фолклор и Радио Скопје, време кога требаше од сите мистификации да се извади идентитетот на македонскиот фолклор и не само преку научната мисла, туку преку живи изведби да се афирмира македонскиот фолклор не како јужносрбијански или како западно-бугарски. Тоа е едно време кога беше необходно да се појават најсоодветните презентатори на песната преку нејзината жива изведба. Во едно такво време со една група